Петок, 17 јануари, кратки вести во 12 часот. Од почетокот на годинава во Охрид се регистрирани 46 лица заболени од грип и тоа сите во втората недела, информира за Супер радио специјалист епидемиолог доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска од Центарот за јавно здравје. Најголем дел од нив, 39, се во возрастната група од 15 до 64 години, што било очекувано поради тоа што многу малку се вакцинирале. Моментално циркулира инфлуенца тип А и Б, потенцира доктор Стурлакова-Коровешовска. Оваа сезона поголем беше интересот за вакцинација против сезонски грип, како од ризичните групи граѓани, така и од останатите. Охрид се украсува во пресред на големиот христијански празник Водици. Екипи на јавното претпријатие Охридски комуналец поставуваат реквизити низ централното градско подрачје и градското пристаниште во знакот на богојавленските празнувања. Прославата на празникот на 19 јануари ќе започне со утрена богослужба од 7 часот, додека светата литургија ќе започне во 8 часот и 15 минути. Чинот на положување на честниот крст во водите на езерото ќе биде во 10 часот од градското пристаниште, а за прв пат ќе го изврши архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. По церемонијата за осветување на езерските води ќе следи музичка програма, а на Пладнена Сараиште ќе се одржи групно крштевање. Во куќата на Уранија отворена 13-тата меѓународна научна конференција Охрид Водици 2025, што ќе трае до недела. Оваа година конференцијата покрај во Охрид ќе се одржува и во Битола, а тематски е фокусирана на колективната меморија, политики на меморија и современите идентитети во контекст на локалните, регионалните и глобалните конфликти и сојузи. На конференцијата ќе бидат презентирани 54 трудови од 68 учесници кои доаѓаат од 14 земји. Времето денес сончево со мала до умерена облачност. Максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.